Добар ден. Во врска со најновите случувања поврзани со фудбалот, меѓутоа е пред се во врска со трагичните настани и причините за трагичниот настан во Кочани. И за некои други теми имам свои на три теми кои се поврзани. Имам неколку своји става кои сакам да ги поделам со вас. Прво и основно е дека навивачите, публиката на терените, секаде во светот, така и во Македонија, така и кај секој клуб, посебно во Македонија, се најдобро дојдени. Се потребни, се неопходни, од нив се влече енергија, тамо кај што се продаваат билети се влечеат и деломно и финансии. Меѓутоа не се добродојдени багабонти, уличари и дивјаци. Тоа е број 1 и број 2 во фудбалот во Македонија, како и во секој сегмент од општеството, се делат луѓето на господа и селјачана. Тоа ми се вака две воведни реченици. Сега. Јас не знам што точно, кој се точно и што предвидува, кој се пратеникот од ВМРО-ДПМН во собранието Бојан имаше настап на некоја телевизија и кажа дека во овој период, веднаш после несреќата и така натаму, интензивно пратеничката група на ВМРО-ДПМН работела да донесе 12 закони за превенција на оваа катастрофа што се случи. Јас не знам точно што стои во нив, меѓутоа се надевам, претпоставувам дека има и закони, казни, обврски, лиценци и така натаму во врска со пиротехника. Според мене во ниту еден затворен простор, а пред се, ја сега зборувам за спортските затворени простори, без разлика дали е спортска сала или стадион, мора да биде забранета најстрого со закон и со контрола од полиција и од службите на стадионот кои обезбедуваат внесување на било каков пиротехнички материјал. Бакли, шок бомби, било што, бидејќи тоа е прво е опасно, а второ е забрането по сите норми на УЕФА и ФИФА и како што може да гледаме од цивилизираните лиги во Европа, не постојат на стадионите. Има навивачки групи, многу сериозни, многу силни, многу ватрени и така натаму, меѓутоа тој дел тамо не постои, е забранет. А тамо каде што се по-агресивни има цела низа на мерки како што го решеа англичаните уште своевремено, од после Хејсел наваму, како што го решеа со затворски казни и така натаму, или сега французите што решаваат со поништување, со укинување на цела навивачка група. Така да, моје мислење е дека тој бандитизам на спортските терени, на фудбалските терени, со фрлање бакли, шок бомби и разна друга пиротехника, треба да биде искоренета. Бидејќи предвидува казни Фудбалската федерација за клубовите на чии терени навивачката група ќе фрли пиротехника, бомби и така натаму. Бакли предвидува казни за клубот, меѓутоа до овој момент, до доаѓањето на новиот менеджмент во Фудбалска федерација на Македонија, не предвидуваше и мерки, начини, препораки, соработка со полиција на превенирање, на невнесување на тие експлозивни материи на стадионот. Значи, сметам дека законите што се претпоставам дека има нешто и во врска со, бидејќи пожарот беше предизвикан од пиротехнички материјали, дека ќе предвидува, доколку го има, претпоставам дека го има, логично би било да го има, ќе предвидува забрана на употреба на такви материјали во затворени простори, меѓутоа јас сметам дека под затворен простор треба да се смета и стадион, бидејќи ако ФФМ
на клубот му одредува казна затоа што имало фрлено, во тој случај треба да одреди мерки за превенција да не дојде воопшто до тоа. Тоа е бандитизам. Второто за кое сакаме да разговараме е расизам. Македонија како неколку милениумска држава, од пред Александар Македонски наваму, никогаш не била робовласничка држава. Никогаш немало робови. Немало slavery. Немало трговија со робови. Никогаш. И со самото тоа никогаш немало ни расизам. Во војските на Александар имало војски од сите краишта на неговото царство, и од Египет, и од секаде, од Русија. Значи, расизмот не е во нашиот корен, во нашиот ДНК, како што е, да кажеме, кај французите, или кај енглезите, или кај американците, кои на крајот на краиштата расизмот, односно забраната, односно ограничувањето на правата на луѓето на афроамериканците, на африканците била присутна допред само 30-40 години. Да не може во иста тоалет да влезат, да не може во ист автобус да влезат, да не може на иста трибина да влезат, ресторан. Ете има филм со оној атлетичарот Луис, освојува на Олимпијада пред Хитлер во Берлин златни медали и така натаму, а во Америка не може да се влезе во ресторан. Значи, во Македонија тоа никогаш немало и немало расизам. И затоа го осудувам, секој си има право, секој клуб да си реагира на правди, неправди што сметаат дека се. Иако сметам дека и во фудбалот, како и во се, ќе се делиме на господа и селјачана. Меѓутоа, доколку Пелистер навистина беше искрен во сето тоа, ќе требаше да ги осуди и своите навивачи за расистичко навивање. Нешто што кај нас никогаш не било присутно. Немало расизам кај нас. И извикување на крици од некои неандерталци или животни и така натаму, и смевајќи ги играчиве кај нас, е непримерно, нечовечки. Тие се млади деца, тие 21, 23, 25 години. Што се тие деца виновни што еден клуб победува, друг клуб губи? Тој расизам треба да се осуди. И тој расизам сметам дека треба да го санкционира Фудбалската федерација на Македонија. Ние со видео-аудио запис од надпреварот, каде што го има, таа провокација. Нашиот фудбалер беше казнет таму, затоа што радоста при голот ја провоцираше публиката од Битола, и во ред нека е казнет, нема проблем. Меѓутоа, провокацијата од публиката кон него беше претходно и ние тој аудио-видео материјал ќе го доставиме до дисциплинската комисија на ФФМ, сметајќи дека тие соодветно ќе реагираат. Мора да се запре во почеток, во старт, да се сосече во коренот расизмот во Македонија, бидејќи сите тие луѓе кои се на трибините навиваат за некој клуб во Европа. Реал, Милан, Манчестер, Юнайтед Сити, све исто. Арсенал, било кој, Рома, Лацио, Јувентус. И сите тие клубови внатре имаат играчи од Африка. Или играчи од карипскиот дел на Централна Америка. Сите тие имаат некој свој, со различна конфесија, не, да кажеме, не христијани, не? И сега навиваш таму за твојот црнец, овде го исмеваш нашиот црнец. Тоа е расизам без причина, и е навредлив, и е нетипичен, не својствен, не карактеристичен за македонецот и македонскиот народ.
последно за кој, значи после бандитизам, расизам, последното што сакаме збораме нацизам. Сакањето да нема еден народ, една нација. Сакањето да изумрат. Радоста за тоа што некој некаде настрадал во некоја несреќа и изгорел. И да не оддадеш почит како навивачка група, како навивачеве, не мора да се група, било кој. И да не оддадеш почит на тие измачени, изгинати млади луѓе, е еклатантно. By the book е нацизам. Класичен нацизам, кој треба исто така да го сотреме овде. Да се подсетиме, гореше и модуларната болница во Тетово. Повеќето таму пациенти беа со исламска конфесија и на ниеден стадион низ Македонија, ниедна навивачка група од Македонија не го исмеваше, односно максимално го почитуваше едноминутното или колку да беше тогаш молчење, денови на жалост и така натаму. Што се однесува до фудбалерите на Шкендија и стручниот штаб и управата, секоја чест, тие си почитуваа назнаките на Фудбалска федерација на Македонија, тие се однесуваа хумано, човечки, достоинствено, како наши сограѓани. Меѓутоа, нацизмот на трибините, исто како и бандитизмот, исто како и расизмот, мора да ги отстраниме во корен. Толку за денеска. Пријатно. Чао.